Спорт 2 за политичарите во Македонија. Како код на значи како профил, нема да споминјам партии, ништо не се секирете, значи ќе зборам за политичарите како генерално како состав на ДНК. Значи, ДНК-та нашите политичари има две ствари, тоа им се професионални деформации вродени. Многу ветува и одма заборава. Како вети заборави? Искача на митинг, вика, ова ќе направиме, тоа ќе направиме, оноа ќе направиме, искача, после тоа вика, рековте дека ќе направите тоа и тоа, нели? Кој рекол тоа? Што ќе сме рекли? Кој рекол? Зашто не запишуваш ти бе, мајмун? Кој рекол тоа? Бог да чува как новинарија ми фалат туз зборове дуста ми превртуваат. Ностоп ветува. Дури и дома на жена му. Жена му на сабајле се спрема за на работа, жената свртена со грб, се шминка, разбираш, он влага кај неа у собата и вика, жено! Ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница на владата, ветувам дека ќе имаме секс, ако треба и 2 секса ќе имаме, проследени со неколку оргазми, ветувам дека нема да свршам пред ветеното, а ако свршам пред ветеното, да умрам или загинам за Македонија. Влага кај синот, пред да искочи од работа, син му за школа се спрема, вика, сине, тато не викај, сине, ветувам дека ќе ти купам тетрадки, ама не ми треба, ветувам, реков, пред сите овде, ќе ти купам тетрадки, утре, со рокови, пошто модерни се сега роковите, утре, задутре, ако не, од понеделник па натаму. Од понеделник па натаму, никад! И искача се од дома, иде на работа, нели, искача од дома и се разминува со комшијата, нели. Нели, он иде на работа и со комшијата се разминува до влез и комшијата ми вика, добар ден комши, не се кирај, ќе те вработиме и тебе, и жена ти, децата, и мајка ти, татко ти, ако се умрени, нив ќе ги вработиме, ич не се кирај. Ама комши, добро утро, ич куро да не те боле, ќе направиме и паркот ќе го направиме, и улица ќе направиме, ќе ставиме една фонтана со коњ ако треба ќе ставиме. Македонија! Реков дека ќе има, не знам колку вас видоа имаше и на телевизија, на радио, неколку пати се појави по неколку дена да го испромовирам настанов. Реков дека ќе има еден мини хайлайтс на одредени работи кои што ги зборев овие 2 години и тоа се следните 2 парчиња се мои најдраги парчиња, верувам дека добар дел од вас ги знаат, али бидејќи ова веројатно ќе биде нивна последна изведба, ќе си ги кажам, кога сме више кај политичарите да се пребацам на рускиот атлетичар. Сигурно дека кој го гледал рускиот атлетичар нека плесне. 1, 2, 3, 5, 10. Така, добро, доволно е, супер, боле. Рускиот атлетичар иде вака. Гледам Олимпијада у Лондон, која беше пред година и пол, нешто така беше, и гледам еден руски атлетичар се вика Иван Куров. Презимево бомбона, само за лижење. Викам, замисли, аз спомнам политичар, видимо ме. Викам, замисли Малиов да е политичар. Викам, значи, например, некој министр таму у Русија, не е битно некој функционер, и овој грчкиов колега, Делаве Курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа насловите по новини, бе? Делаве Курац се сретна со Куров. Делаве Курац се поздрави со Куров. Делаве Курац и Куров си ги разменија. Мислењата, мислам, ома вие таму мислите на тие работи. Добре. Политичар. Значи, како ќе му викаат на митинг? Куров, Куров, Куров. И ќе се најде некој од опозиција како Джани Макрадули. На Куров! Ако фича, не се ljutiš? Добро. Избори. Тоа е кај нас сега актуелна тема. И сега нели идат избори и едниот запнал, демек нели за Иван Куров. И запнал вика за него ќе гласам, па за него ќе гласам. И другиот му вика, добре, што се фатил за Куров кога сте за стап да ти? Има и трети опции тамо.
Интерна шега меѓу нас, нема везе. Или не знам, татко си му на овој Куров. Татко си му раскажа се у Everyday, тука раскажаш некоја прича, леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти верил причата и ти викаат сите, ај закони су деца, живи Курове, брат. Или нели пошто типов атлетичар, нели, у својот животов, пример те го тепал Юсейн Болт на 100 метра. И како ќе објасниш кој тепал? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше на тие. Не поставај глупи прашања. Или не знам, типов умрел, јеби га, сите ќе умреме. И како ќе изгледа тоа некрологот позади у весник? Не умре Куров, имам болje. Најблиските се прости од Куров. А на надгорната плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. Стапови. Дрва и слично. Тие се проточерите, второ, трето колено. Или не знам, а попот бе као ќе го чати. Да не си му кожа на попот бе. Доше тука погреб, костуми, овој, нели, атлетичар, освил медали, новинари тука чуда, сите собрани, милион луѓе, искача попот на говорници, го чати тука со микрофончето. Вечерва се собравме да се простиме од Куров. Малце незгодно му стана, раде. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Умирена му беше, не за друго. Инаку Куров секогаш стоеше исправен пред предизвиците. Овој беше... Инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг, а Бога ми се покаже и како швалер. Шо е право да не грешам душа, Господ гледа. Едно од последните парчиња кои што сакам вечера да ви ги презентирам. Моето второ омилено парче станува збор за македонскиот фолклор. Кој го гледал на YouTube? Нека и смееш да не го гледаш ти. Станува збор за сексот во македонскиот фолклор. Луѓе, нашиот фолклор е толку безобразен, или станува збор за секс или за пијаници, трето нема. Еве, не ви е јасно, сега ќе ви објаснам. Ќе ви испеам една така лекичка песна да ве воведам у темата. Абре воденичаре. Баце, гледа се како пеам. Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, се има варијации тука. Море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Еде се ова јаката песна, хардкор, од Баце Понова историја. Кој ти го тури, жено? Името. Кој ти го тури, жено, кој ти го тури? Кој ти го тури, жено, кој ти го тури? Кумот ми го тури, мажу, кумот ми го тури, кумот ми го тури, мажу, кумот ми го тури. И после ова, следна ми е оваа една религиозна песна и сексуално исто време, Брала мома капини. Попот. Дигни му ме фустанот, дигни му ме фустанот, дигни му ме фустанот, да не газиш бостанот, опа мана мана ма. Да, 100% за бостанот моја. Следно што ми текне ова, не кажу и либе добра ноќ. И сега кај да ја спомнам овие 2 години, одма некој ќе рипне од публика и ќе рече: "А, знам што ќе кажеш. Демек сите спијат, а ние сме сами, клецни драги ти мене." Не. Тоа не е најстрашниот дел у песната. Најјакиот дел, знаете ли кој е? Иде вака. Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега кој е драги? Тука не би навлагал. И последната станува збор за само 2 стиха. Луѓе, дали ви се верува дека сексот во македонскиот фолклор е собран во само 2 стиха? Сега ќе ги испеам.
Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од што изодат на очите? И тоа си се пее? Да, си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки у црква, тука попови шетаат, тоа коленичи. Хаз. Stand up, Macedonia.